Секторот за инспекцијски работи при општина Газибаба започна со вонреден инспекцијски надзор врз угостителски објекти и стамбени згради кои се наоѓаат на територија на општината. Инспекцијскиот надзор ќе се реализира во две фази и тоа: прва фаза контрола на сите угостителски објекти, пошто ќе се изготви анализа на состојбата за исполнување на законските обврски и подготвеноста на објектите за вршење на угостителска дејност. За секој угостителски објект каде што ќе се нотира неисполнување на законските обврски, истиот ќе биде пријавен за постапување на надлежните институции. Втора фаза изготвен е план за посета на сите стамбени згради на територија на општина Газибаба, со цел контрола на хидранските мрежи, пристапите и излезите од објектите за колективно домување. Согласно Законот за домување и Правилникот за нормите и стандардите за домување, во стамбените згради, општина Газибаба испрати писмено известување до управителите и претседателите на заедницата на сопственици на стамбени згради, дека е потребно на видно место во влезот во ходникот на приземјето на стамбената зграда да се истакне упатство за постапување во случај на природни или други несреќи, план за евакуација, да се изврши набавка и проверка на заедничките инсталации и уреди во стамбената зграда, доколку се утврди дека не се во функција да се пристапи кон нивна замена, да се изврши проверка во заедничките делови на стамбената зграда, дали се чуваат предмети или материјали кои можат да предизвикаат зараза, пожар или друга несреќа и доколку се чуваат да се пристапи кон нивно отстранување. Дополнително до сите општински основни училишта, детски градинки, Газибаба, доставено е укажување со кое секоја институција, установа или предпријатие во согласно со закон и без исклучок е должна да има елаборат за заштита од пожари и опасни материи, правилник за заштита од пожари и експлозии, процена од природни непогоди и несреќи, план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи, противпожарни апарати за електрична инсталација, хидранти со црево и млазници, инсталирање на детектор за чад и водени прскалки низ ходниците, сигнални светилки за движење и шематски приказ за евакуација. На плоштадот Македонија во Скопје синоќа се одржа протест на граѓанското движење кој е следен. Учесниците побараа одговорност за трагедијата која минатата недела се случи во дискотеката Пулс во Кочани. Со транспаренти и пораки системот е следен, извикувајќи доста беше смрт. Секој еден може да е следен. На протестниот марш граѓаните со 3-минутен аплауз ги поздравија и поддржаа лекарите кои се грижат за повредените од трагичниот пожар во Кочани. Протестот започна на плоштадот Македонија во Скопје и продолжи пред зградата на Собранието и градската болница, каде што граѓаните ги поздравија лекарите и им изразија поддршка. Од движењето во најавата за маршот напоменаа дека се исклучиво против секаков вид насилство и провокации, а воедно се оградуваат и од каков било повик, скандирање, говор на омраза или однесување кој има за цел да го наруши јавниот ред и мир. Како што најавија, очекуваат транспарентност од истражните органи и поддршка од медиумите. Очекуваат одговорност од сите поврзани со Кочанската и сите претходни трагедии. Изразуваат целосна поддршка до медицинскиот персонал и сите вклучени во истрагата. 6 мигранти полицијата открила вчера вечер во скопското село Студеничани кои биле држани во заложништво во објект во сопственост на 50-годишник со иницијали МШ од Студеничани. Министерството за внатрешни работи денеска информира дека по превземени мерки и активности и по претходно добиени сознанија, полициските службеници вчера во 19 часот и 30 минути ги открили и ослободиле мигрантите кои, како што наведува, со употреба на сила и закани биле држани во објектот. Во врска со настанот, а поради сомнение дека сториле кривично дело по член 418б од Кривичниот законик, од слобода бил лишен сопственикот и лицето ќш 25 години, 26 годишниот УШ и АШ 59 години, тројцата од село Студеничани, како и 28 годишниот ББ, 55 годишниот АБ и лицето АБ 32 години, сите од Скопје. Лицата биле задржани во полициска станица. По целосното документирање на овој случај ќе биде поднесена соодветна пријава за истиот, велат од МВР. Денеска започна изградбата на мега парк, јавна површина со плоштад и пешачка патека во Радишани, како еден од 12 проекти кои општина Бутел ќе ги реализира со средства одобрени на првиот владин јавен повик за финансиска поддршка за инфраструктурни општински проекти.
Во рамки на теренските посети, каде што срцето е дома на отпочнувањето на градежните работи за мегапаркот, присуствува и министерот за локална самоуправа Златко Перински заедно со председателот на владата Христијан Мицкоски, заменик на председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски и заменикот министер за локална самоуправа Ерџан Селими. Градоначалникот Костовски истакна дека овој проект е еден од долгогодишните барања на локалното население, кој ќе се реализира во наредниве 12 месеци, благодарение на поддршката на владата. Предвидена е урбанизација на простор од 10.000 метри квадратни, од кои 6.000 ќе бидат зеленило, а на 4.000 квадратни метри ќе се изгради плоштад на кој ќе има големо детско игралиште и пешачки патеки, односно катче за рекреација за сите генерации. За нас како влада ова не се само инфраструктурни проекти, туку се и основ и доказ за посветеноста во насока на реализирање на проекти кои што се од исклучително значење за граѓаните. Во таа насока и ќе продолжиме. Овој мегапарк е еден од 12 проекти од првиот владин повик. Бутел досега има поднесено 14 проекти на вториот повик. Се надевам дека минимум уште толку ќе поднесе во периодот што следува, порача министерот за локална самоуправа Златко Перински. Општина Ѓорче Петров ја продолжува својата посветеност на заштитата и поддршката на жртвите на насилство со отворањето на нова канцеларија за психолошко советување и советување со социјален работник, како и бесплатна SOS линија 141 700, достапна за жени жртви на семејно насилство. Канцеларијата се наоѓа во просториите на општина Ѓорче Петров, поточно на приземје, и ќе биде отворена секој четврток од 10 до 14 часот за сите оние на кои им е потребна поддршка. Истата ќе функционира во соработка со Националниот совет за родова рамноправност, со цел обезбедување на психолошка поддршка, правни совети и социјално советување за жртвите на семејно насилство и насилничко опкружување. По повод отворањето на канцеларијата, денеска беше одржана и стручна трибина, на која беа представени условите и можностите кои оваа канцеларија ги нуди, како и стручниот тим составен од психолог, правник и социолог. На трибината беше нагласена важноста од психолошката поддршка во процесот на соочување со стравот и излезот од насилничкото опкружување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно